Се наоѓаме во театар комедија, каде што на 28 мај премиерно ќе биде изведена представата Избраниот во режија на Јане Спасич, а по текст на Ева Канчевска. Заедно сум тука со дел од актерската екипа, Жаклина Петровска и Тони Денковски. Ви благодарам што одвевте време да поразговараме за представата. Ви благодариме што дојдовте. И сега, самата представа, ќе имаме можност да ја погледаме, но тоа што вака наслутуваме што се вели, што се случува во самата представа, вие подетално ќе ни објасните, но во секој случај станува збор за специфични ликови, кои што се секако, пак може да се каже, дел од нашето секојдневие. Па кажете ни како вие го градевте вашиот лик? Еве, Жаклина, можеме од вас. Благодарам. Прво ќе почнам со тоа, со представата што е. Избраниот прво како текст е апсурдна комедија, а нашата представа отвара многу сериозни прашања, како, например, слобода на избор, или како притисокот од семејството може да влијае на твојот идентитет и на твојата слобода на избор. Јас играм мајка на едно дете што е тинејџер и точно преку неа можеме да видиме како љубовта, родителската љубов, може да премине во контрола. Од почеток до крај на големата и од таму до крај. Добро, зошто толку комплицираш, бе? Абе, прв дел е до големата. Втор дел е големата сцена. Трет дел е од големата сцена па натаму. Знам дека боли, ајде уште малку, Уште колку? Уште колку, сестра? Не го кажеш, ќе видим. Мајка, па тоа не те прашува кој ќе те пораѓа, сака да излезе. Гумце мало. Застани, докторе, станете. Ви наредувам да се престане со пороѓање. Вие малку како хомофобен да. Значи, мајката баш преку мојот лик, кој што е и комичен, и трагичен, ради тоа што љубовта која што она ја носи родителска спрема низиното дете, преминува во контрола и обсесија со животот на синот, со неговиот идентитет, наместо да го остави или да му дозволи самиот да се избере. Така, тоа е многу често што се вели и кај нас. А кога става збор, Тони, за вашиот лик? Па, мојот лик е таткото во фамилијата и мојот е сосема спротивен од тој на Жаки. Мојот лик е оној што таткото што во семејството секогаш пробува да ги турне некако проблемите под тепих, како може сега да не разговараме за тоа, сега не е време за тоа, ќе дојде време и никогаш не доаѓа времето да разговараме за тоа и некако е, би го нарекол, еден кукавица кој цело време некако одлага за утре, за задутре, за после месец, за после два, ама никогаш не ги решава проблемите и не седнува да ги реши проблемите и тоа некако допринесува да проблемите се таложат и едноставно пукнат и како да нема назад. За среќа кај нас малку има назад во нашата представа, меѓутоа нема сега да откривам што точно се случува за да не направиме спойлери, што би рекле американците. Од она што можеме вака од пробите да видиме е дека действото се случува, значи има комични моменти, апсурдни, па дури на некој начин и тажни моменти, нели? И како беше за вас тој ролер костер од една емоција во друга да се префрлуваат? По текстовите на Ева што ги имам читано и многу ми е драго прво што работам незин текст, што работам представа по незин текст, затоа што ја знам уште од факултет, иста генерација сме. Она има многу специфичен ракопис и незините текстови секогаш се многу храбри, има апсурд во нив и хумор. И секогаш се многу човечки и тоа е незината моќ. Преку хуморот она отвара многу сериозни теми и преку незините текстови кажува све што има, баш преку тоа што го мачи обичниот човек, затоа мене многу ми се допаѓа. Супер се тие ролер костери, мислам, како да кажам, човечки се, многу човечки. Да, некако се познаваме и со Јане и со режисерот, ова му е втора представа со нас и целата екипа некако доста проекти имаме заедно сработено, така што се разбираме точно во секој даден момент и лесно се случуваат тие промени од драма во комедија, во самата ситуација од текстот некако природно доаѓа и ни налага да дојдеме до тоа што е потребно за нашата представа. Така што односно процесот колку време всушност траеше, како тече подготовките? Па колку од прилика месец и пол работиме веќе од читачки проби. Па толку трае еден театарски процес, најчесто околу месец и пол до два. Процесот, јас со моите колеги работам секој ден.
скоро во секоја представа сме заедно, имаме една гостинка Ангела Левкова, не ја знам, ама супер се вклопи во екипата, Одлично. се адаптираше, да. Ама, например, со Јане прв пат работам, иако подолго време се знаеме. Имам гледано негови представи, во сите негови представи, неговата смисла за хумор многу ми се допагала. И ми се допаѓало тоа што неговите представи секогаш имаат еден специфичен баланс меѓу апсурдот и емотивната состојба на ликовите што им се случува во моментот. И тоа е неговата моќ, уствари, според мене, потоа што имам гледано, гледам сега и во процесот. Некако неговите представи еквилибрираат меѓу апсурдот и емотивните состојби на ликовите и тоа е супер. Да, апсолутно. Ете, за еден актер може буквално се да извлече од вас, ете и текстот, и режијата, и сега е на вас, нели, да го пренесете тоа на публиката. Вие сте родители во самата представа. Сега, мислите ли дека и во реалниот живот родителите и децата се помалку се разбираат, според еве представата? Па, според мене зависи индивидуално од семејство до семејство. Не можеме да генерализираме некако дека да, родителите се вакви или да, децата се такви. И баш за тоа зборува нашата представа, дека за да се разбираме подобро треба во семејството поприлично да се работи со децата и родителите меѓу себе и сметам дека имаме една многу убава поента на нашава представа што и уствари родителите можеби треба сите да размислиме за тоа дека треба да ги остават децата и да им дозволат сами да бираат тоа што го сакаат и да сватат дека не се собственост нивна децата, него просто се они луѓе кои што треба да одлучуваат за своите животи сами. Кој е вашето мислење? Зошто публиката треба да дојде да погледне представата? Дали посебно младите треба да дојдат да погледнат? Па треба, дефинитивно треба и младите и старите да ја погледнат. Ова представа наша мислам дека ги опфаќа сите генерации, од тинејџери до родители во почетна фаза кога ги воспитуваат своите деца па и понатаму. Сметам дека имаме убава порака да пренесеме и дека треба од повеќе генерации да дојдат да ја погледнат нашата представа, затоа што зборува за нешто што можеби не го зборуваме вака отворено и се некако се заташкува постојано. Јас се слагам со Тони, не само млади и постарите. Можам да додадам само дека младите луѓе треба многу почесто да одат во театар и да биде нив избор, не само кино. Што мислите дека најмногу ќе ги изненади публиката? Со какво чувствувате би сакале да си замине? Би сакале да си заминат среќни, задоволни, да си поминат убави час и половина до 2, колку и да трае сега, уште не можам да ви кажам, не знам како ќе скоцкаме целата представа, да се подзамислат, да подразмислат за некои работи и да си заминат со едно убаво и оптимистично чувство од нашиот театар. И еве за крај, што најмногу ве возбудува во креирањето на нови улоги? Сепак играте некогаш улоги кои што не се можеби дел од ваши карактери и црти. Малку околу тоа. Па токму тоа не возбудува, мислам како да ви кажам, мене ме возбудува секој ден поминат со моите колеги затоа што имам прекрасни колеги кои што се многу инспиративни и со кои што супер соработуваме. Тоа ме возбудува најмногу секој процес. И воопшто самиот процес, не производот, туку процесот на создавање на представата. Така и истражувањето на секој од нас поединечно и заедно како екипа докаде можеме да стигнеме и што се ново можеме да направиме сите заедно и на некој нов начин, на некој интересен начин да допреме до нашата публика. И токму затоа вашите представи се и најраспродавани. Најпродавани се и најгледани, едни од најгледаните, нели секогаш имате публика. Да, веројатно публиката чувствува нашата позитивна и другарска енергија и веројатно се препознава тоа на сцена. Одлично, многу ви благодарам и успешна представа, Пасако. Ви благодарим. Поздрав вегани! Поздрав и за сите вас што не сте, ама планирате да станете вегани. Тета Мери, чес. Осте ги деца Чичко Јосип. Брзаме ние. Абе, мама има таму вегански инста, кузне колку фоловерси, а дома строго месо се јаде, бе. О, имаш ли Како викате вие младите? Фейкер. Зошто тебе тоа не те ставија министер? Вишо бе? Па нели сме во врска, бе, А зашто си министру? За семејни вредности. Сега немам контракт. Сега нема контракти. Немате, ама ги имате за 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Виктор,
доктор Сергеј, еве вие сте исто така дел од актерската екипа на представата Избраниот. Како вие во овие денови непосредно пред премиера да се подготвувате? Па работиме со полна пареја, што би се рекло. Имаме проби по околу 3 до 4 часа на ден. Не, обично би требало да имаме и вечерни проби, ама ситуацијата е таква каде што режисерот пред скоро време стана татко, така да не можеме да го земеме цел ден и да работиме премногу, но мислам дека е доволно, затоа што ова не е прв пат да работиме со оваа екипа, исто така и со Јане, така да доста добро се познаваме и доста конкретно решаваме проблеми што имаме во текот на процесот. Да. Брзо и ефикасно делуваме во однос на промени и на проблеми. Точно така да. Океј сме со тајминг. Тоа е нели многу важно, посебно да добро функционирате вие како актери и со други, нели? Па да. Потоа и со режисерот и Скоро па и најважно, ако има хемија помеѓу актерската екипа, тогаш ќе има лесен и добар процес. Спротивно би било доста по-тешко да се извади добра Посложено представа. дело ако не се познавате со актерската екипа меѓусебно. да. Во овој случај тоа не е да не речам дури непоимливо. Не знам Точно, како е точно. поинаку со некој. Така е. Еве сега набрзо ќе се случи и премиерата на 28 мај на представата. Дали веќе некако посебно се радувате на тоа дека публиката веќе ќе има можност да го види комплетниот финалниот производ на она што сте го работели изминатите месеци? Да, Веќе сме во фаза каде што мислам дека постои желба да покажеме тоа што сме го направиле заедно со Јане и со Ева, нормално по нејзин текст. И да, буквално таа фаза е веќе. да. Сакаме да. да Еве видиме. чекате. Сега Па да. веќе ни треба публика, ни требаат луѓе во публиката. Ние се разбира работиме за публиката, работиме за гледачите, тоа е нашата професија, да дојдат луѓето и да ги гледаат представите, се Да, разбира. веќе фидбек. Точно така, секоја представа има нешто поучно во себе, без разлика каква е представата жанровски. Во оваа представа има, мислам дека доста поучни приказни работи во кои би се пронашле нашите гледачи, нашата публика. Така, Да, отвараме интересни теми во секој случај. Поставуваме прашања, исто така. Точно така, да. Па добро, тоа е задачата и на театарот. Така е. Да, нашата задача, нашата професија е да помогнеме во создавањето и креацијата на општо културата во Македонија и тоа да ја образоваме нашата публика. Ние сме сепак културни работници. Така. Бидејќи е самата представа многу важни прашања поставува и третира, многу самата тема се врти околу тоа дали општеството некогаш очекува од нас совршен модел, дали родителите очекуваат од нас некој совршен модел според нивни критериуми, па потоа доаѓа во конфликт кога не е, можеби нема да сме такви како што останатите очекуваат од нас, можеби. Па да, реално мислам од секогаш било така, најверојатно и сега. Можеби сега е малце поизразено, само што во ова време во кое што живееме со социјалните медиуми и социјалните мрежи, имаме можност погласно да ги зборуваме работите за разлика од порано. Денес секој може да се изјасни и да каже што сака, што според мене од една страна е супер, од друга страна не баш, затоа што баш секој има мислење денес. Така да, тоа мислам дека представува еден мал проблем, но за некои општествени теми кои што се доста пипливи би ги нарекол, за разлика од порано, денеска е доста подостапно за секој да може да каже како се чувствува или да каже што мисли на некоја одредена тема, така да за една од темите во нашата Право пропорционално на тоа се зголемува и притисокот, да речам, на младите во нашава ситуација, во нашиот текст, се зголемува и притисокот на младите за тоа еден урнек како треба да изгледаме, како треба да се однесуваме. Точно Едноставно така. кои сме ние. Така да има доста пипливи теми во нашата представа кои се зборуваат и треба да се зборуваат гласно и за тоа дали родителите, мислам како општо, јас искрено не сум родител, така да
можам само да предпоставувам, тоа најдобро го знаат, нели, колегите што се со веќе фамилии и деца, но по тоа што јас растев во една средина кај што имав апсолутна поддршка во се што ќе изберам во животот, така да сметам дека тоа е многу битна работа за создравањето и градењето на еден човек и неговиот карактер. И фасцинантно е како преку комедијата, вие сега ќе ни кажете како сето тоа го изградивте во овој процес, многу чувствителни општествени прашања, дали полесно преку хуморот може да допра до публиката? Па да, тоа е доста олеснително во однос на тие теми, но кога ќе дојде моментот дека треба едноставно да се соочиме со што и да е тоа ситуација, прашање, проблем, комедијата не постои веќе, него едноставно не удира, да речам, ајде така, реалноста. А дека комедијата помага во целото тоа канализирање на тие проблеми, енергии, судири што ги имаме, така би помага, да, не далеко тоа дека не помага, но пак доаѓа момент каде што мора едноставно да се соочиме со што и да е тоа. Да, секогаш ја олеснува околноста комедијата, но никако не ја како да кажам, не го намалува притисокот. Не го намалува значењето на проблемот. Се разбира дека го олеснува, но не го прави проблемот да е помал или непостоечки. Се разбира, да. Секогаш е полесно кога ни смеа се кажува нешто што е доста тешко да се изговори, кога тој што те слуша ќе го прифати тоа како смешка или како... Како вие реагиравте прв пат кога го прочитавте текстот на Ева Камчевска? Кога видовте за што станува збор? Леле, каков текст, се шалам. Мислам... Леле, каков текст. Леле, што е... Се шалам. Ева е еден одличен драмски писател и текстот ни се допадна. Мислам, обично на прва читачка, кога се ни тука, ни таму, се запознаваме и со ликовите, се запознаваме со темата на приказната на драмата, така да обично на првите неколку читачки проби ништо не ти се кажува, туку само онака буквално земаш и ги читаш речениците додека не почнат да оживуваат некако. Да, треба се освестат доста работи тоа. Да. Лично кај мене процес малце у смисла природно доаѓа неколку дена да сватам едноставно што зборувам таму. Односно првин што читам, а после што зборувам. Да. Додека сватам што зборувам, па отпосле доаѓаат тие размисли, внатрешни диалози, монолози, што сакам да кажам со ликот и што не сакам да кажам. Да, затоа е процес. Да. Но како и да е, многу се забавувавме уште од првата читачка па еве до ден денес. Многу е убаво кога работиш со жив автор. Тоа е, мислам, да, одлично. Одлична можност затоа што заедно можете и директно можете да се договорите за некои моменти, сцени, диалози во текстот кои што сметате на овој или на оној начин дека треба или да се сменат, да се подобрат и така натаму. Затоа што не знам кој е мисловниот процес на еден драмски автор, затоа што јас не сум драмски автор, јас сум актер. Моја обврска е, моја задача е да го оживеам ликот кој некој друг го напишал, меѓутоа додека тој го пишувал можеби не мислел на некои работи на кои што мисли актерот. Така да затоа е тука Ева. Затоа што не можеме ние со Шекспир да си правиме муабет за дали Што Ромео требало или со Чехов, така, ама можеме со Ева. Затоа е олеснителна околност и е секогаш супер. И особено е супер да се работи со драмски автор кој е од Македонија. Треба почесто да се поставуваат македонски текстови. Имаме наши врвни навистина. Па имаме наши навистина врвни, имаме наши автори кои немале ни можност да се поставуваат во нашите театри, затоа е ова еден апел до директорите на културните институции театрите да им дадат шанса на повеќе да читаат повеќе. Да читаат повеќе и да им дадат шанса на повеќе драмски автори од Македонија. А во однос на Јане Спасич, во однос на режисерот, колку имавте
согласувања, каков е тој однос актер режисер од ваш аспект? Налет више нека заврши и тоа не се шалам. Втор процес ние со Јане Спасиќ. Соработката е одлична, више мислам во првиот процес ние доста добро се запознавме, да речам. Ова има fast forward на некои проблеми што ги има актер режисер, надминати се, супер сме, работиме, ние сме супер задоволни како екипа, а од таа страна ќе треба да го прашаме Јане. Се надевам и он исто вака мисли. Да, како прво сме и пријатели сите со Јане, така, другари сме, така како второ и сме професионални колеги, сите сме професионалци и сите сме колеги таму. Така да ова ни е втор процес, како што кажа Виктор, да работиме со Јане, се надеваме ќе има уште многу други, не? Така е, да, и со Ева. И со Ева, точно така, да. Па добро, ги фалев драматурзите до сега. Сега може малци и режисерите, така да ги пофалиме и другите колеги, не се само они, ајде, се шалам. Сега лично, исто за вас ме интересира, зошто го одбравте токму жанрот комедија, како актери? Зошто го одбравме жанрот? Што сме смешни? Не знам, може не сме, да, се шегувам. Зошто го одбравме? Затоа што сметам дека комедијата е најтешкиот жанр, општо, дали е филм или дали е театар, без разлика. Да играш комедија е многу потешко отколку да играш било што. Денес е многу лесно да расплачеш некого. Многу е лесно. Многу полесно. Да, многу полесно, затоа што сите низ животот поминуваме низ секакви ситуации, сите имаме некаква приказна од нашето секојдневие, од нашето бреме. Меѓутоа, за да насмееш 300 луѓе, како што ние го правиме тоа секоја вечер во овој театар, е нешто што си носи посебна одговорност со себе и не е баш едноставно да го направиш тоа, туку е занает, што треба да се негува, да се гаи, е доста специфичен и интерес. Затоа, кого и да прашате, мислам, од врвните актери во светот, сите ќе ви кажат дека комедијата е најтешкиот жанр за играње. Пред се е многу тешко да останеш во многу комична и апсурдна ситуација заедно со кој било колега. Еве, например, јас и Виктор имаме многу ситуации во оваа представа, во конкретно оваа и во многу други претходно што сме ги играле, каде што треба да останеме многу сериозни, во сериозна ситуација која самата по себе е премногу комична и да не се насмееме. А при тоа 300 луѓе во публика се смеат. Се смеат. И тоа е баш тешко. Да, но уште потешко е затоа што толку добро се знаеме и знам што мисли во моментот додека јас го играм тоа и знам дека сака да се згази од смење, исто јас. Мислам дека тоа ми е најтешкиот момент, онака што секој ден сите овде се трудиме да го надминеме. Тоа е сериозен тренинг, работа на себе, да се се насмеете, фокусиран. Публиката нема да ви заби. Не, се смееме како ние постојано, ние се бориме да не го правиме тоа, меѓутоа е... Ние мислиме дека не се смееме, мислиме, се смееме, се гледа. Многу е тешко, некојаш не се издржува, едноставно е стварно доста и затоа што комедијата е таков жанр, мислам театарот општо, имаш многу места каде што некогаш во некоја представа можеби после 30-та изведба ти си викаш, па јас во оваа сцена можеби требало ова да го направам, некоја сосема друга ситуација. Ја откриваш после кој знае колку време. И на некој колега ќе му текне вечерта дека овде тука треба да го направам ова. И ќе направи нешто што нема да издржиш да не се смееш. И тоа е сосема нормално, не? Сосема нормално, да. Исто е во однос на импровизациите. Да, се пат ќе го очекуваш тоа. Исто и тоа е борба со ветерници. Да. А Виктор, тебе што те потикна за жанрот комедија? Предизвикот ќе се надорезам на тоа Сергеј дека каже според мене, мислам дека е жанровски најтешко да се износи комедијата, а да делува природно и органски и при тоа да останеш тотално фокусиран, да не се насмееш, а од другата страна се смеат 300 луѓе. Во однос исто и на тајмингот во комедијата, мислам дека е доста голема вештина да се погоди тајмингот, тука е уствари, тука настанува комедијата. Точно. Тоа според мене, лично мислам дека не може никој да не научи. Или едноставно го знаеме тоа, или не го знаеме. Да. Со тоа што со тек на време со искуство се добиваат некои
на не речам ајде занаетски финеси околу тоа, како Точно. одредена ствар се прави и се изведува с некои сценски финеси, но едноставно или го имаме тоа или го немаме. За мене тоа лично е најголемиот предизвик. Точно така. Тоа што го кажа Виктор, дека и што викаат сите врвни комичари, дека comedy is all about the timing. Се во комедијата е да го погодиш точниот момент да го направиш или да го кажеш тоа што треба да го направиш или да го кажеш. А вака од светските комичари следите, ви интересираат ли што се Да, случува како не, како комедијата не. во светски рамки? Како не, да. Мислам, мене сега најсвежо ми е омилена серија ми е What We Do in the Shadows, тоа е на Waititi, не знам дали го знаете, тоа е еден режисер од Нов Зеланд. Джоджо Ребит го режираше, а ова е негова серија. Исто Ерик Андре ми е еден од поомилените комичари. Така да, следиме, како не, мислам, со тоа се бавиме. Мислам, ние сите овде можеме да играме било што. Јас не се сомневам дека овој ансамбл е еден професионален ансамбл и луѓето што работат овде се едни од поталентираните луѓе во моментов во Македонија што творат, дали е театар или филм. Така да не се сомневам дека секој од нас може да игра било каков жанр, дали е филм или театар. Несомнено. Не, овде у текстот на Ева има доста драмски парчиња кои што Да. се гледа тоа. Се надевам. Точно така. Јас ви благодарам многу за одвоеното време Благодариме ние. Евас. и ве гледаме на представа на премиера сега. Се Така, се гледаме премиера. на 28. Се Да. гледаме. Ви благодарам многу.